доволни, кои што се тортурирани од државните структури заради сродство, било каква политичка поврзаност. Кој ќе Христо е брат ти конзул, работава. Па добро. Во тоа време. Може така да се насмееме. Последното парче од документацијата на Петровски од времето кога работи како конзул и ќе видите пар ликови со кои тој е фотографиран. Мене ми се допаднала последново, нели, од сите можни дипломати, политичари кои се нашле во ваша близина, на крајот завршувате со машината за Да ти пишување. кажам искрено, многу луѓе ме прашуваат дали те шутна у библиотека. Па дали ве шутна? Многу луѓе ме викаат и ти не заслужуваш да бидеш во библиотека. Мислам дека тука е една од главните фалинки на нашето општество. Па знаете ли зашто се западните цивилизации моќни? Целото знаење го чуваат во библиотеките. Фундаментот на едно општество лежи во библиотеките. Кој како сака нека мисли зашто сум ја во библиотека. Јас можам да кажам дека се чувствувам задоволен и дека прв пат во животот можам на дневна основа да правам поместувања напред, кои што не се толкуваат како политички поместувања, туку реални, квалитетни поместувања, кои што може да имаат интерес за граѓаните. Секој политичар треба да ја најде таа тенка линија, како може да го избалансира своето појавување во општеството со некаква корист. Него знаете, протестите ќе ги сплюка, сме биле фашисти. У Њујорк сум се тепал, на фронтот сум бил на лошата страна. Ете, ради маркетинг. Што ќе кажа за библиотеката? Сега се чувствувате позаштитен. Не е заштитата, ме напаѓаат и за оваа позиција. Ете, партијата ме поставила, ме одмараат во неколку рунди додека да дојам на друга позиција. Јас ви кажувам, нити ми треба друга позиција, нити Дали политиката чувствувам за вас е незадоволен. завршена приказка? Ни најмалку. Јас со политиката не сум го кажал мојот последен збор. До прво имам